Традицијата ја зачувуваме со печат, овозможено од Бисери Филеви. Ама тој пусти Мастикс, не можеме да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можеме да заборавиме. Кога се растуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симончевци. Воските на Иван и на Афродита, на охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинци гумени праја и тога пропадна за мајкот. Некогаш фудбалскиот стадион Грашница бил средиште на фудбалерите, на спортистите, навивачите. Денес се помалку го има жагорот на спортистите и навивачката страст. Фудбалските надпревари во недела попладне на некогашниот градски стадион Грашница се уште се паметат кај многу охриѓани. Во сеќавањата и денес се чуваат спомените на скромниот стадион исполнет со играчи и навивачи на гласното бодрење на својот омилен фудбалски клуб или играч. Секој постигнат гол на надпреварот, пропратен со еуфорично воодушевување од навивачите, чии скандирања продираа низ зелените бавчи, ниви и овоштарници до поблиските мала довоска. Токму од градскиот стадион на Грашница започнала да се пишува и фудбалската историја на Охрид. Во 30-тите години од минатиот век, зелената ледина покрај езерскиот брег во Воска станува спортска сцена каде што се одмерувале силите во најважната споредна работа во светот – фудбалот. Со текот на времето ледината каде што се тркалала топката и се играл фудбалот со голема страст полека ги добивал контурите на спортско игралиште каде што во недела попладне фудбалерите ги одмерувале своите сили и вештини, а стадионот бил исполнет со спортисти и љубители на фудбалот. Стативите на стадионот биле пренесени со воловска запрега од железничката станица и поставени на овој простор. Подоцна со текот на времето, просторот бил ограден, а се изградиле и трибини и пресликувални за фудбалерите. Првата топка на Грашница се игра во 1932 година. На градскиот стадион Грашница се откривале врвни охридски фудбалски таленти, гостувале разни фудбалски клубови, познати фудбалери од поранешната југословенска фудбалска репрезентација, како Јантољак, Фазлич, Ковачевиќ, а и од кралска Југославија. На почетокот од 60-тите години на минатиот век на Грашница фудбал играле познатите југословенски репрезентативци Александар Тирјанич, Моша Маријановиќ, Чубурич, Вукадиновиќ, Симоновиќ, поранешни членови на фудбалската репрезентација која учествувала во 30-тите години од 20 век на првото светско фудбалско првенство во Монтевидео, Уругвај, раскажува охридскиот фудбалски хроничар, некогашен фудбалер и фудбалски судија Димче Стојковски Лепи. Димче Стојковски Лепи се навраќа во сеќавањата пред скоро 6 децении на многу фудбалски надпревари кои се одигрувале во недела попладне на стадионот Грашница, а денес се запишани во историјата на фудбалот на Охрид. Можам да кажам од 58 година. Јас 58 година дојдов во Охрид, се запишав во економското училиште и играв овдека фудбал на овој терен, бијќи тогаш се одржува овдека слетови. Не беше вака заградено, све беше одградено. Тој дел до тој дел се одеше вака со коли, со коњи, за да се одат на работа луѓето, но Охрид во 1906 година, 61 стануваат првак на Битолскиот подсојуз и сега треба да играат во Македонската лига. Меѓутоа не го примат бијќи теренот не беше заграден, тревнат и се направи усилби, се загради тогаш, се играше фудбал и Охрид постигнуваше резултати, како да ви кажам, отпаѓаше во наше реков. Така да во 1900
70-71 година. Предходната година отпаѓа Охрид од Македонска лига и сега треба да се одлучат дали ќе играт во Битола, Општинскиот фудбалски суд, или во новоформираниот Струшки Општински фудбалски сојуз, кој што се формира на 5.9.1970 година. Јас по некој случајно, како случајност, како фудбалски судија, јас бев во Струга, кога на Охрид му предложија да прифати да се играт во Општинскиот фудбалски сојуз во Струга и го освојуваат првото место. И сега треба да се играат квалификации за влегување во првата македонска лига. Напред од Кичево, Љуботен, Тетово и Охрид. Првиот надпревар се играше помеѓу Охрид и Напредок. Во Кичево 2-1 победа Охрид, а во Охрид 2-0. И сега треба да се игра дерби со Љуботен. Првиот надпревар се одигра во Љуботен, каде што Љуботен победи, мислам, со 2-1. Меѓутоа, тоа беше катастрофа од страна на судите кои што гледа пошто да го елиминират Охрид. И сега се играше 71 година на овој стадион Грашница и Охрид води со 2-1. Пред последните минути Цветко Мариновски постигнуваат гол, нито судијата не го признават и се направи една мешаница тука, навлезе публика, едно друго и Охрид ги изгуби бодовите со 3-0 и Љуботен иде понатака. Сега, 1971 година, 72 година се формира Пелагонискиот регион. Пошто Охрид беше прв, Белчиша, Дебарца беше втора или трета тука, Емин Дорако исто така, ги покануваат и Застава, мислам, ги покануваат да играт во Пелагонискиот регион, што тоа го правит и за среќа Охрид го својува првото место. И влез во првата македонска фудбалска лига, а треба да се спомени тоа дека во таа година Охрид имаше квалитет во постигнување на резултатот за фудбалскиот куп на Македонија. Стојковски се навреќа и на почетоците кога охриѓани прв пат дошле во допир со фудбалската топка за време на Првата светска војна. Према кажувањето на Анастас Војдановски, кој беше доктор во тоа време, има дадено изјаве во, мислам, 1997 година, кога бил присутен на овие терени, заедно со Милосавлевич. И тие имале различни мислења, меѓутоа му викат Анастас, јас викат знам, бидејќи одев, рече јас, во Горица, кај Хотел Парк. Таму биле француските војници дојдени од фронтот, од Грција или од некаде, и биле тука стационирани. И децава ошле да играт таму, да гледат, и тогаш тие му даваат една топка и по известно време, во 1921 година, го формират Охридскиот спортски клуб Осака. И од тогаш, што значи, се знаат нека основата е од 1921 година за фудбалскиот клуб Звезда од Кржамија и Хајдук имаше клуб, му донесе топка Меди. Тоа беше, мислам, 34-та година така. А 21-ва му дадоа овие од Франција. И после се споменува дека и гимназијава ошла во Суботица на екскурзија. И тие одаде зеле, бидејќи фудбалот во Србија и Хрватска пред нас повеќе години беше. Кај нас првата топка е донесена 1908 година во Скопје, тамо 1800 и некоја, и имаше тамо подруга. Врските не беа уште развиени.
Пред скоро 9 децении во Струга, охриѓани стружани ги одмериле фудбалските сили. 24-та година е одигран првиот надпревар во Струга, победи Црн Дрим и победа од Охрид. Охрид победуваат со 1-0, го напуштат надпреваров и јасента играат во Охрид и пак победит Охрид со 3-1. За градскиот стадион Грашница има многу да се кажува. Има многу настани, можеби не се врвни, но за Охрид се многу значајни, напоменува Стојковски. Во 1932 година, како што реков, во Охрид се формирате многу екипи, скоро секоја улица, секоја мала имаше екипа кој што играа Обилич, Триглав, Свети Ѓоргија, Конкордија, Билјана, Граѓански 1, Граѓански 2, Хајдук, Обилич и така да од ден на ден и тие екипи ствараа квалитет и играчите од една екипа доаѓаа во друга и така да се осипуваше тој кадар. Така да после 32 година се формираат во Битола Општински фудбалски сојуз и Битолски фудбалски подсојуз го викавме. Така да во тој Битолски подсојуз играше и фудбалскиот клуб Охрид. Првиот охридски фудбалски тим е формиран во далечната 1928 година како ОСК или Охридски спортски клуб, а го се очинувале следните играчи: Кјазим голман, Селим левбек, Буши десен бек, Драган Милосављевиќ лев халф, Анастас Војдановски десен халф, Чутура лева полутка, Џавид десен халф, Исмаили центар халф, Серафим Топалче центар халф, Војо Христич лево крило и Владо Коцарев десно крило. Стојковски ги набројува имињата и на останатите охридски фудбалери и судии. За Охрид се споменуваат исто така голем работник Саришко, што реков, после Кие Заров, како фудбалер Војче Спасовски, Николовски Љупчо, браќата Алексовски, Владо и Ѓоко. Имаше доста вака тогаш плјада, тука комшите Ѓорговски и тие тројцата игра за Охрид. После Сеид Муса во близина на стадионот. Па Шефке Сеиновски после се пробија, не знам да спомнам за Ламбе Арнаудов. И Ламбе Арнаудов доста допринесе. Играше и доктор Боро Шаин, кој што беше голем ентузијаст, се бореше за екипата, ствараше услови. И многу имат, не мора се во моментот да се сетам. Охрид имаше фудбалски суди сосем малце. Еден од тие беше Димче Василевски Саричко, кој што судеше во првата македонска лига. Понатака, во 1906 година полагаше Трајче Кузмановски камчето во Битола. Тој до тогаш играше и во 57 година во Младост, после суспендирањето на Охрид, и во Охрид играше со Борац и Дубочица, и значи тој ќе биде вториот судија. Сега не сакам ја се спомнам, бидејќи јас бев многу млад, иако полагав порано, како акцијаш млад бев, на овој терен јас доаѓав да помагам.
Трајче Камчето ме повикуваше, секојаш кој ќе играше, јас и покојниот Лешар, Стефан Лешар, бевме помошници, што јас имам многу фотографии со нив. И после судев и на младинските екипи. На Струга, на Охрид му судев. На градскиот стадион Грашница многу фудбалски незаборавни моменти на гледачите им донесува градскиот фудбалски клуб Охрид. Еден од најважните успеси на ФК Охрид во 1972 година е влезот во фудбалскиот куп на Македонија, а најзаслужен за тоа е тренерот Кире Заров. Кире Заров и екипата која тој беше на стручниот штаб и овие фудбалери што ги набројав. И така да тогаш тие фудбалери кои што играат тогаш го победија Куманово со 3-1 и се добија да одат во 16 финали на фудбалскиот куп на Југославија. Тогаш пропозициите беа да првите екипи од помалите рангови ги пречекуваат овие од првата лига. На Охрид му се падна на овој истиот стадион да играт со Борас Бања Лука. Пред 12 минути Охрид водеше со 3:1. За многу брзо време се свести овие од Борас од Бања Лука и победија со 4:3. Митоа Охрид даде све од себе. Овде публика немаше место на стадионов. Тука имаше дрва и тие полни куќите, со чадаците све беше полно, меѓутоа заврши многу коректно. From this lateral crowd at the Olimpico. It is Miroslav Klose's last game for the club after 5 seasons at Lazio. Some of his greatest moments. Фудбалскиот клуб Охрид имаше големи осцилации во квалитетот на играта, раскажува денес за тие минати времиња хроничарот Стојковски. За жал, Охрид имаше таква неубава традиција што 1 до 2 години играше во повисок ранг и одма се враќаше. И најпоќе конкуренција, мислам, имаше со ФК Караорман Струга и тие кога Охрид ќе беше во понисок ранг на преборување, Караорман беше во повисок. И се случуваше повеќе пати да меѓу себе го решат победникот за отпаѓање, што навистина беше жалосно. Лошо беше тога што некои луѓе што врска немаат со спортот беа да ги одлучуваат средствата кај ќе одат. И не му се даваше едино на Охрид, му се даеше и другиве екипи чека и Сојузот на СИС, Сојузот на спортовите. Не гледаше толку, само Охрид му се гледаше в очите. После се формира Металец, Застава се формира, се створија екипи доста во градов. 2004-2005 имаме екипи Милинадави, меѓутоа се направи тука една грешка. Мисле од сиве екипи ќе направат една екипа и ништо не се направи. Од тие минати времиња има и помалку горчина останати во спомените кога тој играл за фудбалскиот клуб Металец. Ние, например, ко фудбалски клуб Металец, ФК Охрид не сметаше како конкуренција, што не бевме конкуренција. Не бевме ни економски, ни играчки, никако не бевме.
и теренов многу пати не ни го даваја. Може ги страмно е, се прескокуваме преку, за да играме тука. И од време на време не можевме и не исклучи од Битолскиот фудбалски подсојуз. Што навистина не треба така се гледат. Зашто помаливе екипи се расаник за Охрид, за фудбалцијов клуб. Од Воска се ојдени и во Охрид. Струга да не збори некој. Секаде одат квалитетните играчи. И треба расаник да видат, да ги сакат деца, а не да речете, од Дебарца е, не знаат да играт, од Авда не знаат и други работи. Не, нека се пробат. Зашто јас знам имаше еден случај со Ристо Григоровски, кој што се понуди да игра за Охрид, не го сака, да не го употреба зборот, како го нарекоја, меѓутоа чинеше за Победа, чинеше за Вардар, чинеше за Партизан, еден робусен фудбалер, што за Охрид да чинеше, а дојде да играт во Металец, со мене баш играше, навистина беше врвен фудбалер. Класа, физички спремен. Стојковски во спомените на фудбалот во Охрид се навраќа и како ги добивале дресовите и копачките додека играл за Металец. Видите, ние, например, дресовите ни ги даваја од фабриката. Ние бевме формирани од братство металната индустрија. Тие не ги купат. Копачки одевме во Струга да ги направиме. И сега имаше две врсти на копачки. Едните, што сакавме ние, се со крампони. И другите се со крампони, али се заеднички со копачкава. И тие не може да ги користиме, например, ја 42 и вие 42 не може, зашто ја инаку газам, вие инаку. И затоа баравме да се со крампони и имавме еден Илија се викаше, кондураджија, во Илин да работеше и тој ни ги поправаше копачките. Тоа беше во врска со тоа, меѓутоа тешко беше, топките беа со шнирање. За почеток, и кога што се шнира тука, ѓон имаше, мислам, врца од ѓон, и кој ќе се удреше на тој, болеше многу. Траја 2-3 години најмалце, биејќи не беше ко сега вака, теренов тревнат, белгаше кој играше, ќе се скинеа. Тоа е, игравме на песок, на друго. Тоа е, денеска е подруго. Денеска секој ден ќе ти ги зејат, ќе ти ги исчисти. Стојковски не може да одмине да не го каже каков бил третманот на фудбалерите во тоа време. Имаше тренери, имаше председател, Вани Василевски беше председател првиот. Се бараја средства да ни се дадат, кој ќе дојдеме на игралище, овде ќе се даваа сокови, лимони, едно друго. Што значи према можностите се даваа. Меѓутоа, порано, за споредба сега, добрите фудбалери му даваа стипендија. Додека учат има стипендија. После завршува со средната школа, ако остане тука, го вработуваат. Што беше многу добро. А сега, ретко јас сум слушнал да некој вработен.
Димче Стојковски Лепи бил фудбалер од 1957 до 1970 година. Последно играл за Застава. Од 1968 година бил и фудбалски судија и делегат. Добитник е на многу општествени признанија. Колку му значил фудбалот, открива из една незаборавна случка од животот. На 19. август 1962 година јас правев свадба. И му велам на хармоникашот, дај да појме Грашница играат Охрид и Металец за купот. Само што влеговме во тој дел тамо, одма играчите ме задоа, се секофира. Тие свадба прат, јас фудбал играм овде. Изгубивме со 2-0 заслужено. Мито тоа ми остана во сеќавање. Колку сум го сакал фудбал и колку ме сакат сопругата. За разлика од денес, Стојковски раскажува дека во минатото на фудбалските надпревари на стадионите жените биле реткост. Некојаш не. Една жена не можеше се видите. Тоа е едино, имаше 2-3 жени од Љубаница, што одеа мите и тие малца одеа. Пошто фудбалскиот клуб Граница од Љубаница малце играше. И така, што значи таа квалификација да ја правиме не може. Значи беше чисто машки спорт? Машки спорт се знаеше, ќе оде машки се едно друго. Навивање, пушење тука, порано друго беше. Жената дома ручено да спремет ние на фудбал тамо и тоа е. Стојковски вели има многу надпревари кои се за паметење и не може да го издвои најдобриот, но напоменува дека се радува што градскиот стадион Грашница е повторно место каде што денес се игра фудбал. За овде треба да се зборуваат многу, бидејќи овај теренов беше оставен на милост и немилост. Благодарение на Васи Доко формираа клуб во 1980 година и направија соблекувалната, го заградија игралишево и се сторија газди, иначе ова ќе беше лапнато за станови. Меѓутоа не се дозволи, меѓутоа на фудбалскиот клуб Воска не му се помогна. Иако постигнуваше резултати, во општинската беше прв во регионот, па втора лига, имаше доста квалитетни играчи. Меѓутоа не му се даде помош да може понатака да се развие. Од 2012 година Охрид остана без надпреварување во регионот и Македонската лига, па не може да се зборува дека има спорт во градот, вели со жалење Стојковски. Денес надежите се насочени кон фудбалскиот клуб Лихнидос, од кој се очекува да го врати сјајот на некогашната фудбалска игра во градот под Самоиловите кули. Некогашните охридски фудбалери, судии кои се градиле во овој спорт, како и љубителите на фудбалот го заслужуваат тоа. Напредок ќе има само ако се постават правите луѓе на правите места, напоменува Димче Стојковски Лепи, хроничерот на охридскиот фудбал и автор на неколку книги во кои е зачувана од незаборав фудбалската историја на градот. Ама тој пусти Мастрикс, не можеме да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можеме да заборавиме. Кога се растуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симунчевци. Коските на Иван и на Афродита, на охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинки гумени правеа и тога пропадна за најкод нас. Традицијата ја зачувуваме со печат, овозможено од Бисери Филеви.